Група вработени во Штипскиот затвор, членови на синдикалната организација УПОЗ реагираа на пресконференцијата на директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов, на која тој ги обвини затворските полицајци дека му помогнале на затвореник да ја пронајде фрлената дрога во затворскиот двор. Во одговорот се наведува дека директорот прикажал слика која не се совпаѓа со реалноста и дека службените дејствија што ги преземале властите во ниту еден момент не дале причина за сомнеж дека некој од затворските полицајци постапил спротивно на нивните работни должности и соработувал со осуденото лице. Како вработени во установата во целост ја негираме ваквата лошо составена приказна која се пласираше на ироничен начин и со цинизам во јавноста. Одговорно тврдиме дека вистината е сосема поразлична и постапувањето во однос на пронаоѓањето на сомнителни предмети фрлени од страна на лицата кои дојдоа до затворот преку безбедносниот зид. Реакцијата беше во правец на тоа да го пронајдеме она што е фрлено и доколку има било што недозволено да го одземеме и да пријавиме во СВР Штип. Претресите во ноќните часови биле неуспешни, додаваат во одговорот, но во утринските часови била пронајдена најлонска кеса во која имало сомнителни прашкасти материи и билки. Вработените велат дека по откривањето биле преземени сите оперативни и протоколарни дејствија, известен е директорот на установата, а за инцидентот била известена и полицијата која пристигнала во затворот. Целото постапување и преземените конкретни чекори е содржано во самиот дневен извештај на затворската полиција, а со сигурност го има и во полицискиот билтен од СВР Штип. Во ниту еден момент нема простор за сомнеж дека некој од затворските полицајци постапувал спротивно на своите работни задачи и соработувал со осуденото лице во негова полза, како што беше споменато на пресконференцијата од страна на директорите. Пандов во средата информираше за случај во кој во дворот на затворот во Штип била фрлена топка во која имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Затвореник се пуштил во потрага по нештото, како што рече Пандов, а потоа му се придружиле и затворските полицајци кои го осветлиле тревникот со батериски лампи. Според Пандов, затвореникот рекол дека го барал часовникот што кучката Цеца му го одзела.